Добар ден, почитувани колеги, почитувани гледачи на каналот на Македонското здружение за заштита на природата. Особено ми е драго затоа што денеска имам чест да имам на гости исклучително ценети мои соработници и колеги со кои во изминатиот период работевме на еден исклучително значаен документ. Но пред воопшто да навлеземе во денешната тема и пред воопшто да земеме да го елаборираме, би сакал во име на Македонското здружение за заштита на природата да ви посакам во ова време, не време да се чувате од корона, да си седите безбедни на своите работни места и колку што е возможно повеќе да ги испочитувате доследно сите правила кои говорат за безбедно и здраво работно место, поточно да бидете заштитени да не се заразите со новиот SARS-CoV-2 вирус која предизвикува болеста COVID-19. Со овој мој краток вовед би сакал да почнам од мојата лева страна, да ја поздравам професорката Елисавета Стикова. Човек кој не треба многу да го представувам, мислам дека доволно е гледана, е представувана барем во струкава на медицина на труд, да барем во делот на заштита при работа, делот на безбедност и здравје при работа. Добар ден. Добар ден. Прво да ги представам и останатите, па после тоа секој од вас индивидуално ќе може да се искаже, да ги поздрави, се разбира гледачи. Тања Петрушевска, доктор Тања Петрушевска, од мојата десна страна, човек кој е посветен на медицината на труд, кој ще си го работи, практичар и со кој во изминатиот период на неколку пати дискутиравме околу темава која е поврзана со COVID-19, со SARS-CoV-2. Тања, како си? Отлично. Добро? Супер. И на крајот господја Снежана Јанкова Петковска, магистар по технички науки, дипломиран инженер за заштита при работа. Нешто повеќе да кажам за Снежана или Снежана само ќе се каже за себе? Добро, да, ја поздравам ова иницијатива за едно вакво представување на едно вакво дело, што произлаза од тимска интердисциплинарна работа, но што треба да биде пример како ствари треба да се работи во областа на безбедност и здравје при работа. Така да, ете, овој час што ни предстојат, ќе кажеме што повеќе. И за нас и за дело. Професор Стикова. Благодарам најнапред за дадата најава. Овој период додека се обидуваме да се снајдеме како треба да функционираме или како можеме да бидеме најкорисни во справувањето со COVID, правев некоја собствена самоевалуација и заклучив дека јас 40 години, рамно 40 години, сега на 15 септември работам во областа на безбедност и здравје на работа, но факт е дека повторно пандемијата на COVID и мене лично, и сите нас како професионалци што работиме во областа на безбедност и здравје на работа, не стави пред нови предизвици. Најнапред се соочивме со нова биолошка професионална штетност, се соочивме со SARS-CoV-2 вирусот, кој што е голема непознаница за сите и за научници од голем код во однос на неговите карактеристики. Како се јавува, зошто се јавува, што предизвикува, како предизвикува, ние секој ден се уште се изненадуваме од некои нови информации кои што ќе ги добиеме за вирусот. Втората работа во која што ние требаше да се најдеме сами себе е всушност фактот дека со појавата на пандемијата безбедност и здравје на работа како да беше ставена на маргините на вкупните ангажирања на заедницата во справувањето со глобалниот предизвик,
И во тој период, на самиот тој почеток, голем број од компании беа затворени, немаше професионалните ангажмани на многу професионалци, беа намалени, лимитирани и така натаму. И нас не беше потребен тој период за да се афирмираме, за да покажеме дека навистина нашиот ангажман, онаму каде што ни е место во компаниите, во работните организации, може да биде драгоцен во намалувањето на ризикот од појава на заболување. Веројатно, кога почнаа да се јавуваат кластерите пред се во текстилната индустрија, како да почна нешто да се збори за безбедноста и здравјето на работа и како да им да се спречи, да се намали ширењето на инфекцијата меѓу работниците, и можеби тоа беше клучниот елемент, оваа група на професионалци кои што работиме и соработуваме, оние кои што ја следат активноста на Македонското здружение за заштита при работа, знаат дека како тим работиме повеќе години наназад. И велам, појавувањето на кластерите веројатно беше клучниот момент кој што не натера да ги приоритизираме нашите активности. Да, промислете до тоа, со тоа би сакал чисто онака овие воведни минути да ги отделиме за секој од вас да има воведна реч, да не изоставиме Тања, да не биде само тоа дека е само ја представи, после тоа би сакал пред да пристапите кон елаборација, да видам како човек од областта на медицината, човек кој е практичен. Секојдневието што ви говори вам? Како се справуваме ние со SARS-CoV-2 или подешно со делов на COVID-19? Во период, како што каже професорката, добар дел од стручњаците по медицина на труд бевме ограничени со работата и со тоа не можевме да дадеме поддршка. Да, не работевме. И не можевме да дадеме поддршка на работодавачите и на работниците, барем од тој дел со прегледи. Да. Добро. Да, значи имаше за совети, да, меѓутоа во периодот со прегледи и со сето тоа бевме ограничени и не можевме да им пражиме. Сметам дека треба да се посвети многу повеќе внимание и да се посвети и за безбедноста и за здравјето на работниците. Сега, бидејќи и на почетокот од кога почнувавме да го подготвуваме, да го разговараме, реков дека сакам многу повеќе да биде фокусирано на тоа што ме поттикна, зошто го направивме. Од друга страна, да дојдеме до ситуација да, како што самата професорка напомна, дека справувајќи се со оваа нова непознаница, значи да расчистиме дека на никога не му е јасно за што станува збор. Во глобални рамки зборувам. Почнуваме да осознаваме, почнуваме да го дисекцираме вирусот и да имаме одреден пристап во справувањето. Вакцината ја гледат како некој свет грал, дека ќе ги реши сите проблеми, но мислам дека многу полошо ќе си поменеме во делот на тоа каков не е нашиот ментален став. Да го заокружам кругов во однос на поривите и прашувањето како се справуваат и од другата страна на која ние нудиме условите. Снежана, во целиот овој дел, престанавте ли со работа, работевте ли, доаѓавте ли во ситуација како што доктор Петручевска зборува дека имало побарување за информација, но од друга страна не сте имали можност да работите? Јас тука морам да направам една разлика помеѓу ангажманот на стручните лица кои беа директно вработени за безбедност при работа, директно вработени во компаниите и оние стручни лица кои услугите ги дава на работодавачите преку овластените правни субјекти. Значи, конкретно за овластените правни субјекти, барем од моите информации, значи со луѓето со кои што комуницирам, да, имаше застој, значи по работењето, посебно во тој првичен бран, значи сепак беше и присутен стравот од посета на различни компании во едни услови на непостоење на комплетни информации со што се соочуваме и како се соочуваме, за разлика од оние стручни лица кои што си беа директно ангажирани како вработени лица во компаниите кои што освен ако не подпаѓале под некои од препораките на владата, нели оние што беа хронични болни, деца и така натаму, значи си беа присутни на своите работни места и текотно си ги извршуваа своите работни задачи. Но факт е дека и ние останатите, значи консултантските куќи,
интензивно работевме на поддршка на компаниите каде што бевме ангажирани како стручни лица во насока на изготвување на планови за справување со COVID, односно планови за безбедност и здравје при работа поврзани со COVID и прилагодување, следење на протоколите кои што владата ги објавуваше и истите, прилагодување на истите конкретните услови во компаниите со цел на практична примена. Но секако се наметнуваше прашањето, уште на почетокот во неколку компании беше наметнато прашањето дали сега треба да правиме, например, нова проценка на риск. Се наметна само по сега. Одличен поглед. Професорке, во време кога го правевме документот, имавме 16 милиони заразени во светот. Тоа е некаде јули. Денес имаме 26 милиона заразени. Во Македонија имаме некоја се бројка од 600 починати, поврзани со корона. Шпекулативни се тие бројки заради тоа што се што е инфицирано и е починато се е како последица на COVID-19. Не би навлегувал толку многу во статистиката, мислам дека луѓето се презаситени со сите информации, него многу повеќе ме интересира кога веќе дојдеме кон еден значен документ од здравствен аспект. Дали е потребно да се направи нова проценка на ризиците на работно место поврзано со SARS-CoV-2? Јас би рекла не само од медицински, туку и од законски аспект. Значи, прашањето е дали сме обврзни тоа да го направиме и второ, дали е потребно тоа да се направи. Сега пак сакам да направам уште една дополнителна дистинкција. Зашто ние овде говориме? Ние говориме за проценка на ризик на секое работно место. Ние не говориме за проценка на епидемиолошкиот ризик. Значи, проценката на епидемиолошкиот ризик, проценката на тоа дали постојат ризични контакти меѓу заболениот, меѓу членовите на неговата фамилија и така натаму, тоа го работат епидемиолози. И тие работат на проценка дали контактите и комуникациите кои што ги имал еден пациент или еден граѓанин се ризични во смисол на тоа да се добие болест. Тие со граѓаните, односно со носителите на вирус и со заболените од вирус. Субстратот со кој што ние работиме или публикацијата која што ние ја подготвивме за да направиме проценка на ризик на секое работно место поединечно. И јас мислам дека таа филозофија и таа професионална цел не е доволно разјаснета во заедницата и дека тука се прави микс на две различни поставки и процедури. И се предпоставува. И се предпоставува дека е тоа завршено, дека нема простор за нас, дека сите ризици се проценети, сите контакти се контактирани, болните се хоспитално или домашно згрижени и така натаму. Но она што во што јас длабоко верувам, знам дека вие исто во тоа верувате, а верувам дека и сите професионалци што работиме во областа на безбедност и здравје сме на иста линија, дека нас всушност работните места ни се целосно непокриени. Ние немаме проценка на ризик на работното место, затоа што таа дефиниција или тој концепт на проценка на ризик на работно место и тоа за секое работно место представува да процениме дали има веројатност дека на тоа работно место, во тие работни услови што се карактеристични и специфични за секоја организација поединечно, дали таму има можност работникот да биде заразен и дополнително каква е веројатноста, не да биде заразен, да дојде во контакт со вирус, значи каква е веројатноста дека ќе биде професионално изложен на работното место на вирус, а понатаму какви се другите услови на работното место за да дојде, за да има веројатност дека тој ќе се разболи и дополнително да ја процениме веројатноста дали е таа веројатност поврзана со можност за појава на смрт,
можност за појава на тешка клиничка болест, тешка клиничка форма, со тешки и ние што велиме и реверзибилни последици по здравје, или тоа ќе биде очекувано, ќе биде некое заболување кое што ќе има умерено тешка клиничка слика и ќе мине без последици. И сега тука повторно, оние кои што не работат во овој сегмент, викаат па како тоа вие ќе го направите, откај ќе знаете дали ќе развие или нема да развие тешка клиничка слика, дали ќе умре, како ќе ја процените веројатноста, како ќе процените дека на работното место на вистина има можност тоа да се направи. Тоа ние не сме го измислили. Тоа се, мислам, ние четворица кои што стоиме како дел од авторската група на оваа публикација. Тоа се концепти, модели и матрици кои што ги развиваат меѓународни организации кои што се бават со оваа работа, Американската агенција за безбедност и здравје на работа, Европската агенција за безбедност и здравје на работа. И тоа се матрици во кои што се разработува таа веројатност или таа можност за појава. Си постојат стандардни класификации, си постојат одредени пристапи кои што ние ги компилиравме, се обидовме да ги преведеме што се вели на нашата македонска стварност, да ги вклопиме во рамките на македонската легислатива, македонските законски обврски и да ја издадеме оваа публикација. Затоа што, ако се вратам кон прашањето, исклучително многу е потребно и исклучително е значајно да направиме проценка на ризик на секое работно место, да видиме каква е можноста работникот да биде изложен, какви се индивидуалните, затоа што секој работник на едно исто работно место не е ист. Нима и мажи, и жени, и млади, и болни, и здрави. Сите тие работат на едно исто работно место. Наша задача е да ги поделиме во однос на веројатноста каква клиничка слика ќе развијат и да кажеме на ова работно место може да се работи без очекувани тешки последици. Ова работно место треба веднаш да се прекине работниот процес додека не се направат инженерски, административни или не знам какви корективни мерки, или на ова место со ова ниво на спроведени превентивни мерки може да се продолжи да се работи. Што е проблемот или што е она што го кажав на почетокот? Како се ова да не беше препознаено и работодавачите беа оставени сами на себе, тоа е тоа што го кажа Снежана, тие не беа во состојба да следат одредени професионални препораки, водичи и насоки, туку едноставно во тој период и во тоа време, во тие услови во кои што беа ставени докторите специјалисти медицина на труд не работеа, овластените правни субјекти за безбедност на работа можеа да бидат ангажирани на патерица работеа. Од друга страна, тие што беа кајнив ангажирани луѓе, нема знаење, нема искуство, немавме ни ние, затоа што стануваше збор за нов агент, сите требаше да учиме. И морам да кажам дека по мое индивидуално наоѓање, работниците покажаа исклучително висока свест и одговорност во спроведувањето на мерките кои што сметаа дека се најдобри, најбрзи, најквалитетни и најефикасни. Тоа што им беше советувано. Може ли тука да направиме еден превод само кон оној дел кој што и вие го начнавте на почетокот. Законската обврска. Значи, воведот кога го правиме во тоа, дали е потребно или не е потребно. Значи, го постави прашањето што мислите, вие ми одговорите на делот дека пред се представува законска обврска. Каде е законската обврска да се направи проценката на ризик? Па да, треба да бидеме во принцип легалисти. Мислам дека македонската легислатива дава солидна основа за се ова што тука го говориме, да се применува во пракса без при тоа да побарува некои интервенции во истата, за да ги имаме очекуваните подобрувања кога нели истите би биле спроведени. Че Законот за безбедност и здравје при работа е темата. Законот за безбедност и здравје при работа апсолутно, значи членот 11 од истиот каде што точно си е наведено кога се изготвува или се прави ревизија, односно нели обновување на документот проценка на ризик, изјава за безбедност при работа, како и тука ние подзаконскиот акт, правилникот за начин на изготвување на проценка на ризици, каде што точно си има член, каде што си е наведено кога се прави ревизија на проценката. Овој документ, да го заработевме на нас двете,
вклучително и оно што е во фирмата. Како ќе ви помогне да дојдете во ситуација да го оцените ризикот од биолошката штетност како што е SARS-CoV-2? Само пред да одиме на SARS-CoV-2, не сакам и воопштено да кажам и која е целта на секој проценување на ризиците. Многу пати сакам да кажам дека тоа не треба да биде само нешто што е напишано на харта и да служи за пред надлежните инспекцијски органи и така натака. Еден ваков документ, независно кој ризик го оценуваме, нели, треба да биде скенирање на состојбата, на фактичката состојба кај секој поединечен работодавач. Токму и тоа што го говореше професорката, значи многу е лесно да само напишеме препораки кои што сите ќе ги применуваме. И тогаш имаме само еден унифициран пристап кој што не е прилагоден на конкретните услови и не можеме да примениме различен вид и степен на ниво на мерки за да ги имаме очекуваните резултати. Значи поентата на проценувањето на ризици е да скенираме состојба, да видиме каде сме, на кое ниво сме и да дефинираме врз основа на утврдените наоѓања од тоа скенирање што треба да примениме, кој треба да примени, во кој рок треба тоа да се примени и кој ќе го следи применувањето на предложените мерки. Така да и во конкретниот случај, кога станува збор за оваа нова биолошка штетност, која што тука мораме да го споменеме и правилникот за биолошките штетности, спаѓа нели во класа 4, нели? Значи дефинитивно имаме нова опасност појавена на работно место, тоа е еден од условите за да се наметне потребата од ревидирање на документите. Така да од аспект на закон имаме апсолутна основа, законска легислатива имаме апсолутна основа. Можеби она што на некој начин создава и отпор, не морам да признам дека и во филата има отпор кон и различни ставови околу тоа дали треба или не треба да се прави проценка. Предпоставувам дека е тука и економскиот аспект за кој што можеби понатакам изговорила и така натака. Заради тоа што сега зборуваме за здравјето, зборуваме за нашата професија. На крајот на крајите знам дека има голема тежина. Но многу повеќе ми е битно овој документ да го во наводници продадеме на сите оние што не гледаат и да разберат всушност како ќе им помогне во одредувањето на професионалните ризици. Мислам дека не треба да навлегуваме во тоа дека секоја активност, самата поврзана со безбедноста и здравјето правата, но и со сите останати активности во работниот процес имаат одредена резултанта, поточно чинат одредени средства. Го разбирам тоа, но секако, например, ова сето го правиме во насока на тоа да го заштитиме здравјето и безбедноста на луѓето. Затоа ми се јас како тим кој би работел на оваа проблематика би им помогнале на работодавачите. Нашнавте дека всушност би дошле во ситуација да ја осознаеме или да ги осознаеме потенцијалните ризични работни места каде што има најголема можност за зараза, а од друга страна како лекарите ги дошле во ситуација да е следбено на табелите од дека да оценат за кои луѓе со каков ризик би можело да се калкулира. Мислам дека табелите што се дадени и сите препораки што се дадени во публикацијата доста можат да помогнат. Поради тоа што имаме точно одредена група, значи инженерите кажуваат кои се штетности на кое работно место, колку може да биде изложен и следствено на тоа можеме да направиме проценка кој работник на кое работно место, дали на тоа работно место би можел да работи согласно неговата здравствена состојба, тоа што го каже и професорка. Не се сите исти на истото работно место. Значи имаме различна возраст, различни болести, различни по пол. Секој работник посебно треба да се гледа и согласно неговата здравствена состојба можеме да одредиме колкав е неговиот ризик да се инфицира на тоа работно место и какви би биле последиците, не да Боже, понатаму по неговото здравје. Тоа е она ковид возраст што беше во публикацијата дадено. Затоа што не е исто, мислам дека таму го пишува работник на 60 години на одредено работно место и работник 20 годишен на тоа работно место. Исто, дали има коморбидитети или нема, не е подеднак. Дали е диабетичар или не, и дали е диабетичар на инсулин или е диабетичар на таблетарна терапија, сето тоа многу влијае.
Просто како би ги утврдиле, еве сите овие специфичности кај конкретна работа. Да. Значи, како би пристапиле за да му помогнете на работодавачот да го оцени индивидуалниот ризик кај секој од тие извршители? Значи, јас само неколку збора би сакала да додадам кон она што го говореше предноку Снежана во делот на легислативата. Постои еден многу значаен документ, да, точно е, јас навистина бев изненадена кога видов дека меѓу професионалците што работиме во областа има разногласие во однос на тоа дали треба или не треба да се прави проценка на ризик. Воопшто не треба да се размислува на тоа дали треба или не треба. Законот не обврзува дека мора. Законот не обврзува дека мора. Правилникот за проценка на ризик, нели, за изјава за безбедност, правилникот кој што го имаме за заштита од биолошки штетности и на се згора, како еден чадор документ, тоа е директивата, ние како земја членка која што ги отпочнува преговорите со Европската унија, ќе ги отвараме поглавјата и ова поглавје ќе биде брзо отворено. На 3.6. Европската унија преку својата Европска агенција за безбедност и здравје на работа ја дополни директивата за заштита на работници изложени на биолошки штетности, кој што правилник е хармонизиран, која што директива е хармонизирана со нашиот правилник. И во таа дополна на директивата за биолошки штетности јасно стои како го се класифицира работата со SARS-CoV-2 вирус, во кои категории спаѓа, кои мерки треба да се преземат, стои дека мора да се направи проценка на ризик, што всушност го има и во нашите документи, од таму ни е нас превземено, но уште еднаш се реафирмира потребата за правење на проценка на ризик. И она што е во прилог на нашите повеќе месечни заложби на назад, се афирмира потребата секоја компанија да има свој ковид координатор. Затоа што во ковид координаторот во компанијата каде што работи ќе има обврската да ги синхронизира сите активности кои што ги зема владата, комисијата за заразни болести, активности кои што произлегуваат од разни водичи, нашите активности и така натаму. И тој ковид координатор ќе треба да ја носи целокупната состојба во свој раце за да може веднаш брзо, промптно, но стручно и професионално да одговори на барањата кои што ги поставува. Тука само нешто да им преведам, дека ковид координатор може да биде стручното лице за безбедност и здравје. Нашата интенција е. Значи, ние сметаме дека тоа треба да биде стручното лице за безбедност и здравје. И нема, и по наше видување, нема подобар избор за ковид координатор, освен лицето за безбедност и здравје на работа. Затоа што работодавачот го има веќе тоа лице назначено или има склучено договор, значи тоа лице функционира. Тоа лице е образувано, едуцирано, има лиценца за работа да се грижи за здравјето и безбедноста на работа на работниците при изложеност на сите штетности и опасности, преведено на актуелна ситуација, значи да се грижи за здравјето и безбедноста и при изложеност на ковид, што е тоа што недостасува. Недостасува соодветна обука и тренинг, затоа што е нова штетност, нема таква обука, нема таков тренинг, треба да се изработи соодветен курикулум, соодветен силабус. Ја мислам дека тука има одредена резистентност. Има резистентност. Мислам дека пред се произлегува повторно од неразбирањето. Така, и од стравот. Има една работа која приметувам, чисто моја субјективно мислење, дека всушност во држава не знаат дека постојат мрежа на стручни лица по безбедност при работа. Прво, не знаат дека постојат лекари по медицина на труд, кои што работат во компаниите, а не во здравствениот систем. Тоа е уште една работа, но многу повеќе сето тоа обсликано дека сите се од 2007 година, кога е донесен закон за безбедност и здравје при работа, или 2010, кога почнуваат фирмите да ги нудат услугите за безбедност и здравје при работа, ние се наоѓаме во една ситуација дека и постае овој 10 годишен период, не го велам 13 на 10 годишен период, ние дојдеме во ситуација дека се уште треба да се докажуваме дека постои. И да реализираме нашата работа. И затоа ми е малце целата оваа конотација која се обидувам да ја дадам на самиот овој правилник кој се извинувам, на самите овие воделки кои
за проценка на ризик од ваква една биолошка штетност, многу повеќе ме интересира како да го приближиме ова кон конкретната група од 1000 луѓе кои имаат сертификат за стручно лице за безбедност при работа и лекарите колку сте таму? Едно 50-тина, веројатно, има околу 40 овластени установи за медицина на труд. Значи, дојдеме во ситуација, тоа е сериозна бројка од професионалци. Не зборам, во однос на вкупниот број на вработени, ние сме 0,01%. Да. Значи, сме статистичка грешка. Но ако сме носители. Да, но ако дојдеме во ситуација сега, повторно го вратам прашањето на нели, како би им помогнале на работодавачите, ќе јас знам како размислуваат они. Они велат колку чини. Сега, колку го чини работодавачот да има еден позитивен од SARS-CoV-2? А колку го чини 3 недели да му биде затворен погонот? Тоа сакам да го видим, затоа што овде во табелите што им ги предочуваме, а веднаш после тоа ќе отидеме на инженерскиот дел со матрицата за препознавање на ризици. Квантификација. Колку всушност како тим ќе им помогнеме тие да разберат дека со ова штедат? Така. Значи, она што е есенцијално е навистина од каде би требало да почнеме. Јас сум длабоко убедена, проценката на ризик е темелот. Не проценката на ризик за SARS-CoV-2 вирусот, туку е темел на целокупниот систем за безбедност и здравје на работа и имплементацијата негова. Се почнува од проценката на ризик. И во оваа ситуација ние исто така мора да афирмираме дека мора да се вратиме кон проценката на ризик на секое работно место во секоја компанија, која што се прави тимски, меѓу овластена установа за безбедност на работа, правен субјект и доктор специјалист медицина на труд. Дополнително, или паралелно со отпочнувањето на тој процес, ние мора да создадеме клима или би била посреќна кога би создала обврска да ги обучиме сите стручни лица за безбедност на работа да минат еден сертифициран програм за справување со SARS-CoV-2 вирусот. Што го инициираме. Како тие обучени, затоа што не сите стручни правни субјекти за безбедност на работа и не сите доктори специјалисти медицина на труд сега во овој момент имаме исто ниво на знаење или се поставува прашањето дали имаме потребно ниво на знаење за да може да се справуваме, затоа што ќе се согласите дека во ова сме сега сите во овој момент самоуци. Некој отишол понапред, некој не отишол толку, некој сметал дека е потребно, некој сметал не. Значи прво мора да го дефинираме нивото на знаење, да се почне процесот на обука и паралелно со тоа да се оди кон проценката на ризик. Како ова публикација ќе даде свој придонес во проценката на така наречениот медицински ризик. Рековме, јас и Тања, работниците се различни. Меѓутоа, како ние ќе ги класифицираме или како ќе ги најдеме компартментите, колку се различни и дали можат да работат на такво работно место. И тоа е таа една нова алатка која што се вика утврдување на ковид возраст. Што значи таа ковид возраст? Ние имаме едно работно место. Според критериумите, каква е работата што се обавува на тоа работно место, еве ако земеме најлесно се објаснува на примерот на доктор. Не е работното место доктор, туку докторите можат да работат на работно место, што значи грижа за ковид пациенти во инфективна клиника, во оделение за интензивна нега, или да работат во амбулантно поликлиничка дејност каде што има ковид пациенти, или да работат во амбулантно поликлиничка дејност каде што нема ковид пациенти, или да работат како доктори во вирусолошки дијагностички лаборатории. Значи се тоа различни места, а на се згора не само што се различни работните места, се разликува и местото каде што работат. Негде има климатизација, негде нема климатизација, негде собата е мала, нема простор, негде собата голема, има можност за растојание. И затоа треба да се категоризира работното место. Но на тоа работно место, кое што ќе биде категоризирано, дека има висок потенцијал за заразување или нема многу висок потенцијал за заразување, работат 5, 6, 10, 15 извршители. Тие извршители
имаат своја одредена биолошка возраст. Има 30 години, 50 години, 60 години. Меѓутоа, дополнително, секој од нив има нешто што на почетокот, многу често го слушавме во конференциите за печат во изјавите, тој човек е коморбидитетен, што значи има одредени други заболувања кои што представуваат ризик за развој на потешка клиничка слика на САРС. И сега, за секој таков човек, во зависност од тоа, дали има астма, дали таа астма се лекува со лекови, дали таа астма се користи со кортикостероиди, посебни лекови кои што влијаат на имунолошкиот систем, дали тој човек има шеќер, дали тој шеќер се лечи со инсулин, дали тој шеќер се лечи само со диететски режим и така натаму, развиле, оние кои што се многу попаметни од нас, една матрица во која што вели. И таа е составен дел на овој документ. И таму вели, ако е жена од 40 години, има таква болест и додаваме уште 5 години, ако има таква болест и додаваме уште 3 години, и најнакрај се добива така наречена ковид возраст. И може да се случи еден работник кој што има 40 години, меѓутоа има многу други заболувања и состојби, да добие ковид возраст од 85 години. Тоа значи дека тој работник не може да работи на тоа работно место. Меѓутоа, неговиот колега, кој што исто така има 40 години, кој што нема никаква болест и чија што ковид возраст не е зголемена заради одредени други дополнителни зболувања, може слободно ковид биолошката возраст му е иста на ковид возраста и тој може да продолжи да работи на тоа исто работно место. Само, сега, во однос на се тоа, Да. тој е индивидуален пристап во однос На медицинската вулнерабилност, што велиме, или Како ќе го чувствителност. споиме, Снежана, како ќе го споиме се тоа, да кажеме, во она наша заштитарска пирамида? Сакам да кажам дека повторно, може би сега истануваме, до сега може и критикувавме колку недостасуваат неки работи во нашата законска легислатива, али мислам дека оваа понудена матрица за пресметка на ризик со воведување на ковид возраст и со воведување на токму на индивидуален пристап, значи индивидуата, проценување на ризик на индивидуата, го побарува и самиот правилник за начин на изготвување на проценка на ризик. Односно, вели проценката на ризик, меѓу другото, се заснова и на следните податоци, понашто говори на работно место, каква технологија е примената, каков е просторот, има можност за дистанца, нема можност дополнителни технички решенија согласно заштитарската пирамида, примената техничка заштита во поглед на системот за вентилација и климатизација, поставени филтри, дезинфекција на воздухот и така натака. Значи, сето на проценување за конкретна компанија на кога билам да нема генерализирање, да нема таков еден унифициран пристап. Токму преговникот вели при опфатот, значи проценката на ризик треба да се земе бројот на вработените, односно според пол, возраст, работен стаж и така натака. Значи, мислам дека јас веќе колку споменате 13 години, толку јас работам проценување на ризиците, тоа е новост не во Македонија. Мислам дека оваа понудена матрица од сите останати до кои што до сега сме ги практикувале во секојдневното работење е единствена која вака темално токму го зема во предвид она што го побарува всушност самиот правилник, да се има еден таков темелен пристап, земејќи го во предвид секој човек индивидуално. Дали овде можам да започнам дека ние ќе имаме сега за едно работно место два извршители, но ќе имаме различен ризик. Да. Сакам тоа да всушност го искомуницираме со гледачите, но и овде меѓу нас, дека за шалтерски работник кој има двајцата на 45 годишна возраст, но едниот заради ковид возраста на 85, а другиот е на 45, имаат два степени. Два различни степени на ризик на своето работно место. Дали тоа го овде? Принцип да. Ако се прават работите како што треба и професионално, и ако навистина сакаме да добиеме еден работодавач да му дадеме реална слика, значи треба да Битно ми е заради тоа што дали ќе го напишете истото тоа во
конкретната проценка на ризик која ја правиме сега, ние се договоривме дека ја правиме, Дали ќе го напишете како во неговиот, да кажеме, документ за неговата здравствена состојба и поточно на изјавата за самата изјава за безбедност. Со возраста и со сите коморбидитети имаме различни степени на ризик. Едниот е поизложен и согласно тоа што го кажа и професорката, 85 години и нагоре, тогаш не би требало ни да работи на тоа работно место затоа што е високо ризично по неговото здраве. Заради тоа што ќе му помогнеме на работодавачот да нема изгубени денови, да нема боледувања, затворени погони, нема да има затворени оддели. Јас ќе се обидам прво да ја дозавршам оваа извонредно водена мисла, да ја финишираме. Ние досега, кога ги работевме проценките на ризик, а не сме работеле проценки на ризик за биолошки агенции, туку само за физички и за хемиски. Најнеисплатливи беа. За жал нема овластени. Прашањето на овластена установа за проценка на биолошки ризик, но ние се фокусиравме на работното место. И викавме, работното место се прогласува за работно место со зголемен ризик или работно место каде што нема зголемен ризик. Сега ние треба да разработуваме еден друг концепт во кој што заради спецификите на биолошкиот агент на САРС, неговите карактеристики, на почетокот што кажав, многу непознатици врзани со неговата биологија, со неговата суштина, ние сега ќе треба да се вратиме кон индивидуалната вулнерабилност, односно кон индивидуалната чувствителност на работниците кои што работат на исто работно место, па ќе речеме, имаме работно место каде што постои зголемен ризик и на тоа работно место работат 3 работници за кои што не имаат ковид возраст поголема од 85 години и заради тоа тие не можат да работат на тоа работно место и помагајќи му на работодавачот ќе му кажеме дека треба да го стави на некое друго работно место. Можно е работното место да биде и со умерен ризик, а повторно нели према матрицата и ковид возраста да дојде во ситуација дека за тој работник работното место е со зголемен ризик. Го индивидуализираме пристапот во кој што дефинираме на кое работно место може да работи работник со такви индивидуални медицински карактеристики кои што ги има. Сакам да прашам, ова е во идеално професионално окружување. Што правиме во ситуации кај што често пати се заради да пројде, значи синтагмата да пројде, имаме често пати замиснување на едно око. Така. Кој механизам ќе го вклучиме за да не се случи него баш буквално да го прилагодиме работното место на извршителот? Да. Апропо тоа, кој механизам ќе го вклучиме кој што нас ќе не контролира за да не ни се случуваат вакви работи? Значи, механизмите, јас како професор, механизмот секогаш го поврзувам најнапред, во првата линија, го поврзувам со тоа што се вика знаење и професионални етички перформанси на оној кој што е носител на работа. Тоа делува на вистина повторно така доста флексибилно, треба да знае и треба да има етички карактеристики, професионална доблест и така натаму, но на вистина тоа е основно и прво тоа треба да го постигнеме обуката. Само една работа. Тоа не е доволно. Не. Сакав дека кога веќе зборуваме за знаење, ќе ви ја вратам мислата, бидејќи за знаење ги имаме од другата страна извршителите. Така е. Кој тип на знаење највеќе ви е потребен во ваков окружување? За да ја завршите работата. Да. Кое знаење ви е највеќе потребно, заради тоа што сакам, памтете ја мислата знаење, а ќе ве наведувам после на центарот. Кое знаење ви е потребно во конкретната ситуација со епиковид, со SARS-CoV-2 или со COVID-19? Значи, треба доволно податоци да имаме и од страна на работодавачот да се дадени, ако више за тоа прашуваш, и од страна на работникот, значи да ни се достави и документација. Тоа е едниот дел. Да. Но јас Пристап кон знаење. Кон знаењето, кон науката, што ви е потребно во овој момент за да добиете? Дали би се потребни да кажеме конкретни нападки за конкретни индустрии?
конкретни нападства за конкретни, да кажеме, за извршители. Значи тоа идеме, конкретно. Проценката, секоја индустрија, со колку работници се работи, точно на што е изложен целиот работен процес, мислам дека Каква е фреквенцијата на потенцијалните контакти? Повеќе работа, да. Значи, едно е да се работи со еден двајца у канцеларија, друго е да се повеќе, друго е да се у погон или на линија, каде што се баш збили. Кај инженерите? Навистина сметам дека се согласивме сите дека станува збор за една нова ситуација, каде што континуирано имаме нови сознанија, нови студии, нови истражувања и така натака. Значи, мислам дека недостасува една точка, една изворна, откаде што би црпела најнови свежи информации кои што би ги споделувала, дали се тоа наши клиенти или дали се тоа, да речеме, ако сме инволвирани како стручни лица во самите компании, нешто што треба да го споделуваме со нашите колеги, директните извршители во процесот, односно работниците. Значи, сметам дека недостасува такво нешто. Имаме некои протоколи кои што беа донесени за време на вонредна состојба и колку што јас следам, значи после тоа немаме нешто ново, бидејќи од друга страна има интернет, има социјални мрежи, гледаме дека во светот има постојано нови информации, значи потребно е да има некое тело или некој од каде што ќе можеме да ги добиваме, да речеме, од прва рака тие најнови информации, без притоа, нели, секој од нас поединечно да истражува, да импровизира, а тука морам да го напоменам и фактот дека не секогаш се проверени тие информации, нели, кои што би требало да ги препорачаме со се кредибилитет од наша страна на предпоставените, затоа што тоа значи инвестиција. Повторно може ќе ме пресече, значи трошок. Не, јас трошок да ги препознам. Мисла да ви ја прекина знаење, центар. И сме сведоци колку пати се сменија препораките, дали ќе носиме маски. Прво беше дека само болните носат маски. После беше дека здравите носат маски, па дека треба само во затворено, па треба во отворено, па сега треба универзално, па не требаше деца, па требаше деца. Да се разбереме, тоа е одраз затоа што станува збор за нов вирус, за нова биолошка штетност, знаењата се менуваат, искуствата се менуваат и од тука и препораките се менуваат. Меѓутоа, кој е одговорен, кој треба да биде носител на знаењето? Работодавачот? Не. Јас направив една мала анкета и во таа анкета која што ја направив меѓу работодавачите, дојдов до сознание дека работодавачите само иницијативно ги превземаат мерките. Најчесто они разговараат со докторите специјалисти медицина на труд, разговараат со лицата за безбедност на работа, меѓутоа генерално сами ги донесуваат одлуките, сами одлучуваат дали ќе тестираат, сами одлучуваат дали ќе го затворат погонот, дали ќе ги пратат на принуден одмор, дали ќе ги пратат на боловање, дали ќе подпишат пријава за професионална болест или не. Едноставно, она што говореше Снежана, мора да постои стандардизиран сет на знаење, мора да постои тело кое што ќе ги генерира тие информации кои што ќе бидат претходно проверени, или ние во медицината што велиме evidence-based. Тоа што ќе го направиме, тоа што ќе обучиме некого, тоа што ќе му речеме на некого да го применува, мора да биде базирано на најновите и најсовремените сознанија кои што се објавени од научни институти, од тела, од агенции, од нашата влада, од нашата комисија. И кога говориме за обуката на стручните лица за безбедност, на докторите, ние не смееме да заборавиме и она што реков дека треба знаење и треба професионален интегритет, меѓутоа треба и казна, треба и санкција. Точно е дека е ова скапо. Не сакам никој да помисли дека ова било кој го иницира во потрага по заработка. Работата во безбедност и здравје на работа е многу макотрпна и не носи богатство. Никој не може да се збогати од безбедност и здравје на работа. Но компанијата може и текако да ги заштеди своите ресурси, сочувувајќи го здравјето и безбедноста на своите работници. Сведоци сме дека имаше многу кластери, повеќе кластери кои што беа затворени по 15, по 20 дена, нема производство и тоа најдобро знаат работодавачите. Да не кажувам дека даваа многу пари за да купуваат тестови, па кого тестираа, зошто тестираа и така натаму. Така да кога говориме за знаењето, нас ни е потребно информираност на медиумите, на структурите, на службите, на одговорните министерства, но исклучително значајна карика во целата работа ни се инспекторите за безбедност и здравје на работа.
кои што веројатно се инсуфициентни по број за да можат да ја завршат својата работа во овој момент со очекуваниот квалитет, меѓутоа и нив задолжително треба да ги вклучиме во тој систем на обука да добијат квалификувани, сертифицирани знаења за да можат веднаш да ги препознаат проблемите на терен, да направат инспекцијски надзор. За докторите, специјалисти медицина на труд, веројатно ќе треба да се формираат стручни комисиите за стручен надзор, преку Министерството за здравство, министерот да формира такви комисии и одеднаш целиот тој систем, кој што сега изгледа доста флексибилен, разединет, доста индивидуализиран, нема некој чадор на стручни перформанси кои што би биле стандардизирани, сето тоа да се стави во еден контекст кој што ќе биде корисен не само за работодавачите, ќе биде корисен за заедницата. Или во една прилика, во еден разговор со мои колеги, јас кажам, тоа што се ставило на Комисијата за заразни болести, ние, како стручни лица, како професионалци што работиме во областа на безбедност и здравје на работа, треба да го преведеме на наш јазик. Што значи во заштита, во безбедноста и здравјето на работниците на нивното работно место. И ако се вратам пред малку, значи еднаш го спомнав, а сега би сакала со кога веќе сите заедно ние овде, оние кои што не следат, располагаме сега веќе со поинаков квантум на информации, да ја направам разликата што значи епидемиолошки ризик. Значи говорев дека имаме работно место кое што според честотата нам или веројатноста да дојде до изложеност на SARS-CoV-2 вирус, на тоа работно место кога работат 15 работника према COVID возраста, како ќе го категоризираме степенот на ризик на тоа работно место. И тоа е ризик на тоа работно место. Епидемиолошкиот ризик значи нешто друго. Ние не се мешаме во епидемиолошкиот ризик. Епидемиолошкиот ризик значи дека ако на такво работно место се појави еден позитивен случај, 2-3 позитивни случаи, го контактира епидемиолошката служба, му зима анкета, ги проценува ризичните контакти кои што тој работник ги имал, ги предлага мерки за самоизолација и изолација на неговите колеги, на неговото семејство и тоа совршено не е поврзано со нашиот субстрат на работа. Нашиот субстрат на работа е посветен на тоа да ја процениме индивидуалната чувствителност на тој работник, да ја провериме веројатноста дека на тоа работно место, со такви карактеристики на работно место, со такво работно обкружување, со такви работни услови, дали ќе биде или нема, дали ќе има мала или голема веројатност да биде изложен и како потенцијално веројатно тој ќе реагира. Има овде еден елемент кој што би сакал да го подлачам, тоа е делот дека и во вакви случаи изгледа на површина интердисциплинарноста на нашата струка. Дефинитивно. Значи, не само да останеме во двете странички од медалјонот инженерите за заштита природата и лекарите по медицина на труд, него воведување дури на други професии, апсолутно, кои што всушност можат да ни помогнат. Епидемиолози, микробиолози, сега ни се потребни повеќе од било кога таа тимска работа да ја. Сакаше да завршиш пред професорката да докажеш предност на... Да, неколку работи сакав да кажам, дека ајде почнам од последно овака са. Тој мултидисциплинарен, интердисциплинарен тим дефинитивно треба да биде збогатен со психолози. Дефинитивно. Тоа е нешто што ни од така ни доаѓа. Само, не бутка, не ни доаѓа. Имаше барем од она што следам активност и така натака, нели некои телефонски броеви беа отворени за контакт и така натака. Сведоци сме на зголемен број на семејно насилство во овој период на криза и слично, но еве се фокусираме нели на работното место. Тука пред малку кога споменавте дека работниците, ствари на почетокот, дека и работниците одиграа голема улога со свесност и почитување. За жал, како теренец и практичен, можам да кажам и да констатирам дека генерално, или се често исклучоци, дека може би тоа беше на самиот почеток, кога уште не држеше стравот. За жал, мислам дека сега тоа не е до толку пракса и неопходна е едукација на, буквално ги споменавме сите во синџирот во ланецот и институции, државни инспекторати, доктори по медицина на труд,
од стручни лица и така натака, не смееме да изумиме дека е неопходно да се спроведе едукација, значи за ковид, исправување со истиот и примената на мерките на директните извршители на вработените. Само уште една многу мала забелешка на ова, очевидно дискусијата може да трае многу. Потребна е едукација, потребна е контрола и надзор над спроведувањето на мерките. Јас кажав веќе, безбедноста и здравјето е скапа работа, скапа инвестиција за работодавачот, но има и нешто друго. Да, на почетокот сите со многу страх, со многу ентузијазам, со многу верба дека све тоа ќе се заврши, ние постапивме можеби поодговорно кон спроведувањето на мерките и точно е дека и сега олабава. Меѓутоа, ако говориме за безбедност и здравје на работа, работодавачот има уште еден инструмент, а ние овој пат треба да почнеме откако ќе ја направиме проценката на ризик, од кога ќе ги утврдиме превентивните и корективните мерки. Инструментот кој што треба да го охрабриме работодавачот е санкција за неспроведување на мерките кои што ќе ги кажеме. Сите сме сведоци дека во многу работни организации во затворените простори некои носат, некои не носат маски. Нема, кога станува збор за ваков пандемиско јавување на биолошка штетност, која што не става пред нови предизвици, нема дали сака и дали може. Едноставно мора да носи маска. Мора маската во некои компании да биде стандардизирана, не може да биде фабрички произведена. Во анкетата што ја направив, некои работодавачи викаат од шиени маски се па на 2 сата ги менуваме, па ги переме и ги пегламе. Веќе само имаме стандард од јуни месец, 17.535. Да, за тоа. Значи, тие мерки, за јавност маски кои тие мерки ќе мора да се спроведуваат и кога станува збор за работниците, кои што треба да се придржуваат кон мерките, но и за она што треба да го направи работодавачот. Многу малку сме збореле за една од многу ефикасните мерки, а тоа е вентилацијата. Но и да се има своји параметри. Не може само вентилација уклучи клима. Значи тоа се знае и колку размени, и какви размени, и дали ќе оди кон надвор, и нема да оди кон надвор. Се е тоа скапо, се тоа мора да се направи, затоа што се човекови здравје. Како? Не се слушам дека. Само во контекст но завршницата, но ништо не е скапо онолку колку што вреди човековиот живот. Да, ама професорка Вака и тука ќе те вклучам и Тања, да не оставаме на страна. Јас само извини, мило сакам да кажам во контекст на муабетот и казни и ред и така. Не треба да мешаме демократија и анархија. Значи, ред мора да има, да, имаме право, нели, така здравје не е демократија. Ама дефинитивно и согласно закон, пак ќе споменеме, имаме обврски, права работени и така натака и дефинитивно. Јас сакав еден друг елемент. Цело време го апострофирам, но некако ни се изместува работа. Ние се базираме по велико природно правило. Задоволувајќи го основната потреба за безбедност на човекот. Доаѓаме во ситуација да ја конструираме таа пирамида заштитарска која зборува дека првата работа што треба да ја направиме е да ја отстраниме штетноста или да ја замениме со помалку штетна. Вториот чекор ние да ги вклучиме, нели, знаењата и да дојдеме во ситуација да ги вклучиме сите техничко-технолошки инженерски мерки за всушност да ја ставиме во одредени рамки. Кога и тоа не ни оди од рака, ние доаѓаме во четвртиот века чекор, каде што се обидувам преку организациони мерки, да дојдеме во ситуација да ја подигнеме свестоста на поединецот по однос на одредената штетност. Да всушност му ги отвориме очите дека таму има нешто што може штетно да му влие. И последниот дел е личната заштитна опрема. Кај нас пирамидата се истумбува на опачки и сите, буквално од прв, од министер до вратар, во било кое предпријатие, научени се само велат носи маска и држи се растојано. Па тоа се последните мерки кои треба да ги превземеме. Ние, ако пирамидата дојде и умот не води, ќе се навратам само на јануари, кога ја прв пат
почнавме да зборуваме за оваа тема и кога велевме луѓе, потребно е на 3 локации во Македонија да земеме да ги тие што доаѓаат од надвор, што потенцијално го носат вирусот со себе, да ги изолираме. Тогаш го зборувавме. После тоа кога почна да се шири заразата, тоа веќе доцна. Тања, во однос на и полека да го завршуваме, затоа што како што гледам ни оди моја да бъде. Во однос на мерките или поточно активностите кои треба да ги превземете како лекари по медицина на труд, во соработка да кажеме со инженерите. Утврдивме дека вие доаѓате во ситуација и ќе немате проблем да посочите дека одредена група или одреден работник спаѓа во таа група на Како ќе се справите со не знам, предпоставената реакција од страна на работодавачите, тоа не ми се исплаќа. Треба да им се објасни на работодавачите, тоа и на почетокот што го кажавме, дека е многу поисплатливо да се прераспредели на друго место, да се ослободи, затоа што имаше и законска опфрска за хронично болните, да нели бидат ослободени од работни места. Многу е поисплатливо да го ослободиш еден, да го ставиш дали на работа од дома, дали на друго работно место, отколку да се случи болест, колку се поголеми трошоците за лечење, боледување, не дај Боже се случи. Мислам дека може да се објасни некако. Не го спорам тоа, затоа и ме прашувам вас двете онака беш некако ми сте пешадија, знаеш они кои знаат нозете кои ги ставиле на терен, колку ние овде дебатираме. Многу ми е за мене по-близко да низ овие разговори ги најдемо ние модалитети како да им помогнеме на социјалните партнери, на работниците, на работодавачите, а со тоа да им помогнеме и на државата. Заради тоа што и ние правихме една анкета сега скоро и можам да ви потврдам дека огромен број на работените не се чувствуваат безбедни на работните места. Анкетиравме некаде од прилика 200 синдикални работници и огромен број на нив визави пандемијава не се чувствуваат безбедни и чувствуваат голем психолошки притисок поврзан со сето ова што се случува околу нас. Завршувајќи го делов на представувањето на оваа проценка на ризик за биолошка штетност, дали сметате дека ќе биде прифатена истата од нашите колеги? Дали сметате дека ќе биде прифатена од да кажеме надлежните институции и дали ќе им биде пред се разбирлива на оние на кои се однесува работниците и работодавачите? Јас благо поверувам, иако времето зад нас не оди во прилог на ова, меѓутоа благо поверувам дека тој критичен момент на прекршување, дека ќе се вратиме кон изворните принципи на безбедноста и здравјето на работа и кога е SARS-CoV-2 во прашање е тука пред нас. На нас стои колку ќе го афирмираме, колку ќе успееме да ги убедиме оние кои што ги донесуваат одлуките и оние кои што ги креираат политиките дека е ова тој момент во кој што треба со полн замав да афирмираме потребата за проценка на ризик, индивидуализацијата, проценката на индивидуалната чувствителност. Но предизборието, самите избори, периодот на создавање на влада ги отежнуваше нашите активности, затоа што безбедноста и здравјето на работа не зависи само од нас и од нашето знаење, од ентузијазмот, од стандардизираниот сет на информации кои што ќе го имаме, туку пред се зависи од законодавецот. Затоа што секоја наша работа е втемелена во правилници, во закони, во подзаконски акти. Среќа е за нас што во овој момент ги имаме, доколку некој сака да ги употреби. Јас не се сомневам дека новата влада тоа ќе сака да го направи. Пред нас остануваме и сега од почнување на една нова серија на разговори во кои што ќе се обидеме да ги убедиме тие кои што ги донесуваат одлуките и ги креираат политиките. И при тоа ние можеме да одиме и кон други,
Значи, оно што Снежана го кажа на почетокот, ние имаме законска основа, но доколку некој има било какво сомнение, можеме да ги следиме примерите на Европската агенција и директивата, па по основ на таа директива и ние да направиме амандман на нашиот правилник за безбедност и здравје. Можеме како северниот сосед да нанесеме нов правилник, тие неодамна донесоа нов правилник само за биолошки штетности. Значи, постојат редица инструменти, меѓутоа ние најнапред треба да ги убедиме decision makerите, decision и policy makerите, дека ние навистина сме потребни, дека сме ние партнери кои што сакаме да помогнеме, дека не постојат никакви финансиски дубари и скриени намери за това, него напротив, зајакнување на стопанството, зајакнување на индустриите, за да можат што поотпорни да бидат кон она што значат предизвиците од COVID. И како сосема завршен, затоа што ова нели веќе личи на завршен збор, како сосема завршен збор, надобрзувајќи се на пирамидата за безбедност и здравје на работа, со која што ја завршуваме оваа публикација, ја користам приликата да најавам дека ова беше иницијалниот момент. Ние се обидовме да ги приоритизираме, сметавме дека ова најзначајно и ние веќе работиме на втората публикација од иста во оваа серија, која што ќе треба да значи превентивни и корективни мерки и враќање на работниците на работното место, дали после болест, дали после изолација, дали после олабавување на рестрикциите, на административните рестрикции кои што ги направи државата, затоа што во крајна линија ние сме тие најодговорните кои што треба да ги понудиме инструментите. Ова публикација, проценка на ризик, за мене е исклучително апликативна. Мислам дека само треба да се прочита, затоа што се темели на концептите кои што секој професионалец што работи во областа на безбедност и здравје на работа го знае. Матрична проценка на ризик. 3x3, односно 4x4 матрица, а ги даваме на многу лесен начин, низ табели, ги даваме елементите за категоризација на работните места и процента на индивидуалната вулнерабилност. Очигледно е малку времето. Да, има во документот меѓу другото, којто прочитав, ќе видат и што кој размислувањето е околу дополнителни испрашување на предходни прегледи, на насочени прегледи, може да тањам кратко и за тоа. Дали ќе се применува, беше прашањето и колку ќе успееме да се применува. Веќе до мене доаѓаат сознанија од компании за кои што работувам, кои се корпорацијски компании, значи дека веќе во другите земји се практикува, односно е пристапено кон изготвување на проценка на ризик поврзана со COVID. И не се сомневам дека ќе дојде денот, особено ако потрае ситуацијата, не од економски причини или и побуди, дека ќе дојде денот кога ќе мора и кај нас да се спроведе, бидејќи законот си го наложува тоа. Ми се поставува дополнително прашањето кога ќе бидеме спремни да одговориме. И кога ќе дојде времето да се спроведе и проценка на ризик, значи за SARS-CoV-2 вируса, колку ќе бидеме спремни со оглед на статистичка, дека сме статистичка грешка 0,01% што ја спомена, колку ќе имаме капацитети, бидејќи тука не смееме да изумиме дека не станува збор само за проценување и индивидуално проценување на луѓето кои се наоѓаат во рамките на работниот простор под владење на работодавачот, тука треба да ги земеме предвид се повеќе луѓето кои работат од дома, а се вклучени во работниот процес, значи тие треба да бидат опфатени во овој процес. Така да навистина мислам дека ќе ни предстои една обемна, голем обсек на работа, али она што нас не треба да не обесхрабрува, да работиме барем на креирање на модулите да отпочнеме со едукација на сите засегнати страни, кои што можат барем на тој начин во моментот да придонесат да ги применуваме континуирано мерките, бидејќи ги направиме проценка и сега, секогаш проблемот некако не се јавува на терен во одржувањето, значи во системот. Нели рековте, проценката е основа, значи за системот за управување со безбедност и здравје при работа, но дефинитивно е одржувањето и контрола на примената на мерките, особено што континуирано, како што заклучивме заедно, имаме континуирано нови сознанија, а се уште немаме сознанија кои се последиците и на оздравените од COVID, односно нешто го примаат и имаат прилежана болест, како ќе се
Па, искрено се надевам дека ќе биде прифатена со дел од колегите и дел од инженерите, исто така што сум контактирала, сметаат дека е добра публикацијата, дека нели вреди да се прочита, вреди да се применува. Се надевам дека понатаму би била применлива. Исто така, ако Снежи, се надевам дека ќе можеме да одговориме на целосниот предизвик со едукација и на работодавачите и на работниците и со применливост на мерките. Значи, да не биде сега ние ги едуцираме и да завршиме тука, него повторно се враќаме на тоа професорката што го кажа санкции. Најверојатно за да може да се применуваат и да се внимава, да се применуваат мерките за заштита, за да биде одржливо сето тоа. Значи, ако можем да заклучам, чисто само работодавачите сега да не ми се дигне коса на глава. Се однесува на работници кои се потенцијално изложени на вирусот. Не се сите работници изложени на вирусот, него оние на работните места кои се потенцијално изложени на вирусот или на заразата од вирусот. За да може да пристапите кон зачувување на вашите интереси, да пристапите кон зачувување на вашиот капитал, зачувување на здравјето и безбедноста на вашите вработени, контактирате го вашето стручно лице, контактирате го лекарот по медицина на труд и дојдете во ситуација да го процените ризикот на тие што се директно изложени на опасноста од вирусот SARS-CoV-2. Со тоа, ќе заштедите и пари, ќе заштедите и ресурси, ќе заштедите и време и нема да дојдете во ситуација да мора да бидете затворени заради задолжителниот 14-дневен карантин. Од друга страна, оно што ние се обврзуваме, а професорката само го начна, јас некако го истресов во едно од моето говорење EPI COVID-19 базар центар, се договоривме ние да основаме еден таков центар кој што би требало да представува центар на знаење, каде што овие информации би биле достапни за вас и каде што ние, слушајќи го повикот на нашата струка, секој од нас индивидуално, максимално ќе се вложува и ово правиме без пари, нели? Апсолутно. Добро, да кажеме дека сме го направиле заради тоа што струката не повикуваше, да го фрлиме ова кон вас како еден вид на предизвик да не се приклучите во споделувањето на информацијата меѓу себе, кон оние што им значи, кон оние кои што можат во конкретниот случај да работат на општиот бенефит на добросостојбата на сите нас како општество. Затоа ви препорачувам, отидете на страничката на Македонското здружение за заштита при работа, mzzapara.org.mk. Симнете го документот, обично, барем го поставивме сега за сега да биде првиот, со зелени странички и ќе можете комплектно да го видите. Ви гарантирам дека позитивно ќе се изненадите за она што ќе го најдете внатре. Кога веќе не гледате на YouTube каналот, кликнете го тоа копченцето каде што дека ви се допаѓа ова видео. Од друга страна, претплатете се на овој канал, па секој пат кога правиме други слични видеа да први ги дознавате информациите кои ние ги работиме. И имајте предизвик да направите нешто подобро од ова. Докажете ни и нам, но и на сите останати дека вие сте тие кои можете да го ревидирате, да го прочитате, да дојдете во ситуација да направите документ број 2, кој што ќе биде многу подобар, многу поедноставен и многу поприменлив за сите останати. Заради тоа што вашата професија, вашата струка го побарувате од вас. Ви благодарам и се гледаме во следната прилика. Благодарам. Благодарам.